Од буџетскиот ребаланс најмногу губи Штип. Со вакви обвинувања излегува денес на пресконференција од локалниот огранок на ВМРО ДПМН. Градоначалникот да одговори дали владата предвиде средства за изградба на браната. На Штип му се кратат средства за изградба на клиничката болница. Ги нема ветените пари од аеродромот во Свети Николе за изградба на водовод и канализација. Нема реконструкција и изградба на нови училишта и училишни сали, а намалени се и средствата за развој на Универзитетот Гоце Делчев. Дека владата се помалку има интерес за источниот регион и неговиот рамномерен напредок со останатите региони во државата, говори и фактот дека енормно ги намалува средствата предвидени за ставање во функција на хидросистемот Злетовица. Наместо долгорочно решавање на водоснабдувањето на 100.000 жители од источниот регион, владата одлучи да ги намали овие средства. Ова е доказ дека ова влада не е развојна, нема сен за потребите на граѓаните, туку работи само за тесните интереси на високите владини функционери и капиталисти во државата. На ова реагира од СДСМ. Ниту една од кажаните информации во нивната денешна пресконференција не е точна. И во ребалансот на буџетот за 2019 година предвидени се финансиски средства за брана на река Отиња, а тие се во рамки на предвидените финансии за областа транспорт и врски, како што впрочем соодействува. Тоа, така наречените економисти од ВМРО ДПМН треба да го знаат. Изградбата на брана на река Отиња како капитален проект, еден од најважните за Штипјани, ќе започне на почетокот од 2020 година. Понатаму, во сите соодветни области се предвидени средства за реализација на споменатите проекти. Продолжува изградбата на клиничката болница во Штип и покрај сите сопки предизвикани од расипничкото владење на ВМРО ДПМН. Ако ВМРО ДПМН навистина толку изгубиле допир со реалноста и не знаат каде се наоѓаат, ги упатуваме во кое било од училиштата во градов, во кои се извршени реконструкции на училници и училишни сали, ставени се нови прозорци, исплатени се децениските долгови, направени и оставени од ВМРО ДПМН. Па учениците и наставниците повеќе не мрзнат во незагрејани училници, а техничкиот кадар повторно одржува хигиена со средства за хигиена, а не со мокри крпи, како во времето на ВМРО ДПМН. Стои во реакцијата.